градоначалник на градот домајчин, на вашиот еднонеделен престој во нашата држава, сакам да бидете денеска наши гости на општина Прилеп, за да накратко ве запознаеме со сите убавини и потенцијали на нашата општина. За целта, за која што приемни сте овде во Прилеп да се реализира овој проект, јас мислам дека сите ќе бидете задоволни после сето тоа. Размената на искуства, знаењата, заедничката интерактивна настава и работа на проектот за сите нас, професори и средношколци од сите овие 5 земји, заедно ќе бидете сигурни ваш огромен капитал за вашето знаење. Но не помалку се значајни и другите релации што ќе ги изградите за време на вашиот престој, пријателствата и размената на контакти, кои што натаму секој дел од вас ќе прерастат можеби во желби за квалитетни другарства. Затоа за мене, како градоначалник, е најзначајно да ви посакам пријатен престој во нашиот град. Прилеп е извореден со местоположбата како во државата, со пријатна клима, со многу културно-историски споменици, цркви и манастири. Овде се могилата на непобедените, кој што говори за нашата историја од народно-ослободителната борба, музеот за Тутун, тука е музеот за икони, меморијалниот музеј 11 октомври. Во непосредна близина на Прилеп се наоѓа и спомен куќата на основоположникот на современиот македонски јазик, граматика и правопис Блаже Коневски. Прилеп е град на традиција на производство на ориентален тутун. Во околината на градот има голем број рудници од мермер, гранит и други минерални суровини, кои што особено барани се на домашниот и странскиот пазар. Над градот се издига калето Маркови кули, кои што во себе крие посебна приказна. Манастирот Трескавет со црквата Успение на Пресвета Богородица, како една од 100 споменици на културата, кои што УНЕСКО бара да бидат заштитени. Од друга страна, така началното филмско село Штавица, каде што виртуозниот македонски режисер Милчо Манчевски сними кадри од повеќе филмови, меѓу кои кандидатот за награда на Оскар од странско говорно подручје Пред дождот. Според тоа, каде и да одлучите да тргнете во нашата општина, ќе бидете пречекани со од насмеани граѓани, од изворедно добро срдечни угостители кои сервираат вкусна, традиционална, пикантна македонска храна и секаде ќе уживате. Општина Прилеп е секогаш поддршка на образованието, на работата на училиштата, а особено на вакви продуктивни и авангардни проекти. Во рамките на овој проект, учениците посетуваат работилници, каде што изучуваат во апликација како што е Android Studio или Meetup Inventor, да изработуваат мобилни апликации, односно апликации кои што потоа би се реализирале на мобилен телефон или пак на таблет. На претходните средби учениците учеа како можат да направат такви апликации и сега на оваа наша четврта средба нашите ученици изработија повеќе такви апликации кои што ќе бидат презентирани пред гостите. Тие апликации можат да се користат на редовните часови во наставата или пак можат да се користат како забава, некои игри и слично. И со изработката на ваквите апликации се срушува бариерата што постои кај сите луѓе, не само да се користи телефонот, туку да научат да изработуваат апликации кои што сами потоа би ги користеле во секојдневниот живот или во наставата, со цел да си ја олеснат работата при секојдневното живење или пак забавување.